Колку е тешко или лесно да се работат вакви случаи од аспект на вештачење, обезбедување на докази, бидејќи во компјутерски системи има обиди за бришење, значи треба вештина и не е најверојатно едноставно. Верувајте дека навистина е предизвикувачки да работите во оваа област. Зошто? Потребно е навистина големо искуство, големо знаење, вештини и секако софтверски алатки. Значи, имаме работа во повеќе сегменти каде што треба да напредуваме и да следиме чекор. Зошто е тешко да се работи во оваа област, во откривање на овие сторители? Сите знаеме дека првенствено ќе напоменам различна юрисдикција. Значи, компјутерскиот криминал е транснационален криминал. Имаме сторители од една држава, место на извршување на кривичното дело, да речеме, во втора држава, а жртвите да се во трета. Разбирате, ние доколку не соработуваме. Во случајот со луѓето од Босна што продаваат. Так, ако не соработуваме ние меѓусебно, не можеме да бидеме ефикасни во откривање на сторителите, прибавување на електронските докази. Значи, прво различна юрисдикција. Нешто што е кривично дело во нашата држава не е во другата. Разбирате? Второ, користење на VPN конекции, значи анонимизирани софтверски алатки како Tor, за да се прикрие IP адресата од каде што пристапува криминалецот. Исто така, темниот интернет, многу предизвикувачи за сите служби во светот, многу предизвикувачки за истражување и за откривање на сторители на кривичната дела, особено што темниот интернет, значи знаеме дека таму може све да најдеме, од да се набави компјутерски вирус или пак да се нарача ransomware напад до продажба на оружје и дрога. Исто така да напоменам дека имаме три типа на информации кои ние можеме да ги прибавиме од меѓународните сервис провайдери. Тоа се базичните основни кориснички податоци, Basic Subscriber Information се кажуваат, значи вторите се трафик, односно податоци за собраќај, така наречените IP адреси, и третото е Content Data, односно податоци за содржина. Вие знаете дека ние се соочуваме секојдневно, како и платформата Telegram и сите други, тоа се криптирани. Значи комуникацијата оди со и криптирана содржина. И таа содржина не се поседува. Но има одредени работи каде што, да речем, одредени компаниите како чуваат податоци и кон кои можеме да се обратиме, но за содржински податоци е навистина многу тешко, дури невозможно да се прибават. Значи, сепак да напоменеме дека меѓународните сервис провайдери на доброволна база соработуваат со органите на прогон, со сите странски. Само единствено ќе напоменам овде, ќе бидам искрена, дека земјите држави што се членки на Европска Унија имаат подобра соработка за нијанса со меѓународните сервис провайдери отколку третите земји во развој. И тоа да бидеме, да ни биде јасно, но не значи дека треба да се откажуваме, бидејќи знаете како сепак сме ние полициски службеници и покрај се, и никогаш, и кога ќе се исцрпат сите тактики, сите алатки ќе се употребат, сите механизми во однос на тоа да ги прибавиме доказите или да откриеме сторител, никогаш не треба да ги занемариме стандардните полициски техники, мерки и активности што се превземаат. И како тие може да вродат со успех на крај и во оваа област, како што е компјутерскиот криминал. Компјутерскиот криминал има различни форми. Измами на интернет колку сакате, ќе прочитаме за жртви за кои што им земале пари од картичките, кои што кликнале некаде, имавте завчера едно враќање апел до јавноста. Но што треба да внимаваш, што е најважно и што новар им препорачува на луѓето да се заштитат од компјутерскиот криминал и измами? Вака сега, во интернет просторот не демнат многу голем број и разни видови на интернет измами. Мораме да бидеме внимателни, првенствено да ја подигаме ние со тие објави што одат од Министерството за внатрешни работи преку одделот за јавност, за односи со јавност, сакаме да ја подигнеме свеста кај граѓаните и нивната дигитална писменост во однос на тоа дека интернет измамите не демнат насекаде, бидејќи ние сите општиме денеска
постојано сме на интернет, секојдневно. Значи, интернет измами постојано има дали на социјалните мрежи, па и најмногу можеби на социјалните мрежи, но најголем вид на, односно најширок облик на интернет измама е фишингот и тука многу граѓани потпаѓаат, односно стануваат жртви. Ги даваат своите лични податоци од своите платежни картички и потоа нели се извлекуваат парични средства од нивните платежни картички. Многу е погоден и приватниот сектор со овие интернет измами. Значи, пресретнување на имейл комуникација помеѓу две компании, тоа е еден тип на интернет измама многу специфична и најтежок облик на интернет измама кој го напаѓа приватниот сектор и потоа ransomware нападот. Значи, овие интернет измами, покрај тоа што имаат психолошка негативна последица нели за граѓаните, односно за жртвите, имаат и голем економски импакт. Значи, сите можеме да бидеме жртви на интернет измами. Што можеме да направиме? Никаде да не ги оставаме личните податоци, ниту податоците од платежните картички, бидејќи верувате денеска и банките сите се сетирани на да функционираат и имаат механизми за заштита, со никогаш да не ги побараат вашите податоци. Значи, треба да не се стиска на, како да кажам, кликнува, да не се стиска на непознати линкови, мејлови од непознати лица. Значи, секогаш, што велам јас, 2 пати да се проверува. Секоја информација што ќе дојде до вас ќе ве привлече, да не се брза и да се има оној мултифакторен систем на безбедносен систем за автентикација. Исто така, во однос на ransomware нападите, секогаш да се има бекап на страна нели на податоците кои ви се важни. И како во кај интернет измамите каде што имаме пресретнување на имейл комуникација, секогаш двојна потврда при исплаќање на парични средства на фактура со било кој бизнис партнер со кој соработувате и колку години соработувате со истиот, секогаш освен на мејл потврдете го и преку некој канал за комуникација, дали е Viber, дали е WhatsApp, било како, бидејќи на вистина многу фирми, многу компании од нашата држава се нападнати токму на овој начин, а секој може да ви велам, секој може да биде жртва, бидејќи се работи за многу мала ситница во мејлот каде што не се приметува и вие веќе мислите дека соработувате со истиот партнер, но тоа не е, тоа е криминалец кој навлегол во вашата, ја пресретнал вашата комуникација и ви испраќа нели друга фактура во друга банка каде што вие ги испраќате парите и потоа е тешко да се повратат. И да ги споменам исто така инвестицијските измами кои се многу застапени, особено со криптовалути. Сите што тргуваат, односно што имаат криптовалути, сакаат да вложуваат и све, и како треба да бидат внимателни со разни објави, платформи за инвестирање и нудејќи некој голем значителен процент кој навистина е тешко да се оствари, но ете секој може да биде нели излажан во моментот, бидејќи всушност интернет измамата е и тоа, на било каков начин да ве намами и да ви изтуди парични средства. Ќе продолжи тоа веројатно, вие тоа каде гледате во иднина? Во насока ќе одат најголемите опасности? Сега моментално се соочуваме со deepfake, значи видеа направени на социјалните медиуми, изработени со алатки од вештачката интелигенција. Значи наред така наречени deepfake видеа, каде што го користат идентитетот на многу познати доктори, да речеме, имало и од пејачи, јавни лица, значи најмногу од познати доктори, еминентни во нашата држава, каде што се користи нивниот идентитет и потоа за да се продаваат разни креми, чаеви за слабење и така натаму. Во моментот се соочуваме со бран на таков облик на кривични дела по кои ние постапуваме. Сме имале успех во тие дела и претходно, но како што кажав, тука е потребна меѓународната соработка да се зајакне, бидејќи целиот регион е зафатен моментално баш од тој бран и од тој вид на кривични дела. Очекувам дека тоа ќе се зголеми во наредниот период, ќе имаме и пософистицирани, бидејќи како што можеби сте приметиле, првите видеа што излегоа не беа толку добри, можеше да се примети и се уште може да се примети одредено видео дека е нели лажно или правено, бидејќи касни со текстот, со говорот, но ќе стануваат пософистицирани, што на вистина ќе донесе во заблуда многу лица. Верувате дека за последните видеа во кои се продаваат креми, и како има многу граѓани кои ги купиле само ради идентитетот на докторот што ги препорачува.
Така да работиме постојано, нели ги превземаме сите мерки. Тука е меѓународната соработка многу важно и сметам дека ќе имаме значителен резултат. Но ви кажав, крајната инстанца не зависи од нас секогаш, значи ние како сектор ќе поднесеме пријавите како имаме откриено одредени сторители, понатаму исходот не можам да го коментирам сега, бидејќи сепак предметот е во истрага.